Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Директорот на јавното комунално предпријатие Пазари си даде оставка. Советот на општина Прилеп одржа седница. Четврток истекува мерката за ограничени маржи до 10%. Заменик министерот за економија не очекува поскапување на производите. Смета дека трговците ја научиле лекцијата. Прилепченец му украл пиштол на полицаец додека го приведувал. Дебата за Бекет и Пинтер и за актуелноста на театарот на абсурдот денес. Тоа е темата на вечерашната панел дискусија. Времето денеска беше сончево, со мала до умерена локална облачност, дуваше слаб до умерен ветер од североисточен правец. Урбан маркетинг. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Оставка од функцијата менаџер даде директорот на јавното комунално предпријатие Пазари, а седница одржа Советот на општина Прилеп. Советниците од опозицијата бараа информации за финансиското работење на сите јавни комунални предпријатија, но барањето не беше прифатено со мнозинство на гласови. На првата точка за кварталниот извештај за буџетот на општините, на општина Прилеп, повторно стана дискусија за реализираните проекти каде опозицијата критикуваше, а власта даваше образложенија. Ланскиот јавен повик за поддршка кон општините е веќе во реализација, тоа е реконструкцијата на водоводните линии во населбата Карабдалица. А кога станува збор за новите проекти со кои што аплицираше општина Прилеп за оваа година, рокот е до утре, 34 за аплицирање. Таму имаме објави општина Прилеп и градоначалникот дека имаат аплицирано со 12 нови проекти кои што сигурно и тие ќе доживеат реализација. Така да сите овие работи кои што ги спомна и раководителот и процентот на капиталните расходи се разбира дека ќе биде исполнет и ќе има граѓаните на Прилеп, како што кажувате, со голо око што да видат. Нормално сите проекти се од огромно значење за сите наши. Катната гаража е исто предпуштање во потреба во последна фаза на завршување на изработка на изведување. Кружниот тек кој што беше развојна програма кај Димо Наредников. Значи имам навод дека не е развојна програма, имавте во вашата програма уште една катна гаража. Па во индустријска зона кај Металец, кога ќе се реализираат тие проекти? За улица Победа и за кружниот тек кај Кире Гавриловски дискутираме назад 7-8 месеци овдека. Уште повико, не знам кога беше по тој унгарски кредит објавено, месец септември. Сега ќе биде, утре ќе биде, сега ќе биде, утре ќе биде. Така истото се случува 4 години, 3,5 години, 4 и со градинката во Точила. Ајде утре, други ден. Во ноември 2022 година најавивте со посета, со актуелниот премиер, бевте дека до нова година ќе почне градинката. Ноември месец 2022 година беше.
во ноември 2022 година. До нова година изјавивте че почне градинката. Од колеги ведечината неколку пати кажувам првачина за мене и тоа е, не ја дочекај градинка. Четврток истекува мерката за ограничени маржи до 10%. Заменик министерот за економија Маријан Ристевски не очекува поскапување на производите. Смета дека трговците ја научиле лекцијата. Според досегашните податоци од Државниот завод за статистика, досегашната мерка според Ристевски дала добри резултати, но за одлука дали таа ќе продолжи, ќе ги почека конечните резултати. Тие ќе бидат готови следната недела. Во февруари годинава владата, за да го заузда покачувањето на цените, донесе одлука за ограничување на профитните бруто маржи на над 1000 прехранбени производи и средства за хигиена со важност до крајот на април. Прилепченец му го украл пиштолот на полицаецот, додека го приведувал и избегал. Според информациите на Министерството за внатрешни работи, вчера полициски службеник од Прилеп, додека постапувал по наредба на Основниот суд Прилеп за приведување на Сќ на улица Дебарце во населбата Тризла во Прилеп, бил физички нападнат од Сќ, кој му го одзел службениот пиштол на еден од полициските службеници и се дал во бегство. Во исто време се собрала поголема група на луѓе кои на полициските службеници им упатувале закани и навреди. Се преземаат мерки за расчистување на настанот. Дебата за Бекет и Пиндер и за актуелноста на театарот на апсурдот денес е тема на вечерашната панел дискусија. За овие прашања од драматуршки, семантички, но и од аспект на превод на драмските дела на театарот на апсурдот на македонски јазик, ќе се дебатира на 7-та панел дискусија од проектот Процеп во процес. Настанот ќе се одржи во фоето на Прилепскиот центар за култура Марко Цепенков во 19 часот и 30 минути. Временска прогноза. Времето денеска беше сончево со мала до умерена локална облачност, дуваше слаб до умерен ветер од северо-источен правец. Максималната температура во Прилеп изнесуваше 18 степени Целзиусови. Метеоролозите за утрешниот ден најавуваат слично време на денешното. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника. Уредник Гордана Цветановска, техничко водство Никола Димески. Продукција Радио Пела, април 2025.